Почитувани гледачи, добра вечер. Добре дојдовте во анализата на 24 вести. Во Сојузот на синдикатите повеќе месеци траат превирања, траат судири, траат дилеми кои ја потресуваат јавноста, а тие дилеми се вртат околу тоа кој е легитимен председател на Сојузот. Таму имаше и некои настани кои можат слободно да се опишат како насилни во изминатите денови. Таму имаше и интервенции на приватни агенции за обезбедување, интервенции на полицијата. Вечера со нас во студиото е господинот Живко Митревски, с кого, веднаш ќе го прашаме на почетокот, господине Митревски, околу вас, кога ве опишуваат медиумите во последните недели, ве ословуваат како разрешениот председател, поранешниот председател или некој председател. Вие во кое својство доаѓате сега? Во секој случај мислам дека одамна се разрешени дилемите кој е председател во Сојузот на синдикатите на Македонија. Председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Живко Митревски, е избран уште минатата година на редовниот 19-ти конгрес и од тогаш па до ден денес е председател на Сојузот на синдикатите на Македонија. Имаше многу наметнати дилеми, резултат на фалсификувана исправа која беше реализирана од страна на четворица председатели на грански синдикати, во содейство со техничката министерка Ременска, која надвор од статутот на Сојузот на синдикатите на Македонија, надвор од законот, врз основа на извршени повеќе кривични дела, беше изготвено решение кое, како што кажав, е резултат на низа нестатутарни действија кои беа спроведени од страна на оваа група која изврши неколку кривични дела, казневи по кривичниот закон на Република Македонија, од договор за вршење на кривични дела казнево по член 391 од кривичниот закон, па обид за злосторничко здружување казнево по член 393 од кривичниот закон на Република Македонија, фалсификување на исправа, злоупотреба на службена положба и овластување, за да направат еден оркестриран обид врз основа на таа фалсификувана исправа, насилно да биде променето раководството на Сојузот на синдикатите на Македонија, впрочем, како што кажав, легитимно избрано на последниот 19-ти конгрес, но за среќа Сојузот на синдикатите на Македонија, 13 грански синдикати кои ја даваат апсолутната подршка на председателот Митревски, секретарот и останатото легитимно раководство, интервениравме во рамките на основното јавно обвинителство, кое врз основа на нашите докази, кои беа презентирани, го спречи тоа фалсификувано решение, односно фалсификувана исправа, за да после наши барања во текот на цел овој период, скоро повеќе од месец дена, укажуваме на драстичната повреда и историски скандал кој досега не беше запамтен во синдикалното движење не само во Република Македонија, туку и надвор, со оглед на тоа што повредени се неколку темелни конвенции, од кои една од најзначајните 87 Конвенцијата на Меѓународната организација на трудот, која директно забранува какво и да е влијание на власта во делот на разрешување на одредени синдикални активисти. Добро, во таа смисла, за прекршување за да бидат, значи дефинитивно тие дилеми, ова е тоа решение каде што новиот министер Ибрахим Ибрахими го поништи претходното решение на Ременска и скандалот да е уште поголем, значи не станало збор ни за обичен скандал, туку за мега скандал. Решението на техничката министерка Ременска, која со овие четворица група на фалсификатори кои се обидоа на нелегален начин да опроменат председателот на ССМ Живко Митревски, дојде до сознание дека воопшто нема ни таков предмет. Да, добро, сега да појасниме за јавноста, сето ова што го кажавте се ваши квалификации, значи дека тука е направено кривично дело, дека се они фалсификатори и така натаму, бидејќи таа група се има своји контрааргументи. Јас прво ќе ве прашам пред да навлеземе во тие контрааргументи, зошто не седнете со нив вака на една отворена дебата пред јавноста, да ги вкрстите аргументите, па сете ова што го кажувате да го кажете на нив, поне да ги кажат своите аргументи. Зошто не влезете во дебата со нив? За јавноста да види кој е во право.
Не станува збор за мои лични квалификации, станува збор за квалификации потврдени од страна на надлежен орган, тоа е Министерството за труд и социјална политика, кој во своето соопштение, врз основа на анализите и врз основа на доказната постапка, јасно утврди и потенцира дека станува збор за фалсификувана исправа, дека станува збор за донесено решение без преседан во историјата на синдикалното движење во Република Македонија, само еден ден по така наречениот наводно одржан Зошто верувате на ова решение на Министерството, а не верувате на решението кое го донесе министерката Ременски? Значи, станува збор за фалсификувана исправа која е докажана и потенцирана од страна на постоечкиот министер и од страна на членството на Сојузот на синдикатите на Македонија, односно 13 грански синдикати, кои впрочем јасно се изјасна и преку нивно изјаснување, тоа се овие изјаснувања дека 13 грански синдикати ниту учествувале во некоја постапка за промена на председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, ниту нивните советници учествувале, односно јасно потенцирале дека станува збор за еден оркестриран упад во Сојузот на синдикатите на Македонија. Еве, според министерката Ременски тоа решение не било фалсификувано. Она, значи, се спровела една одлука која според неја е легитимна. Во никој случај министерката Ременска немала право да донеси такво решение, уште повеќе кога директно се утврдува врз основа на статутот на Сојузот на синдикатите на Македонија дека не е спроведена никаква постапка, дека таа фалсификувана исправа не е потврдена од оние кои треба да ја потврдат, односно од мнозинството на гранските синдикати. Се работи за две одлуки, ве прашувам на исто министерство, на Министерство за труд и социјална политика, која е официјална владена институција. Сега вие велите, на едната одлука да ја веруваме, сега која е донесена од овој министар Ибрахими, а да не веруваме на одлуката на Ременски. Во ниеден момент одлуката на техничката министерка Ременски не е потврдена од ниеден надлежен орган. Напротив, бидејќи станувало збор за фалсификувана исправа, надлежен орган од страна на соодветното министерство, од страна на Централниот регистар и што е најважно, самиот факт што е отворена кривична постапка против оваа група на фалсификатори, вклучително и на техничката министерка Ременска, зборува дека станува збор за фалсификуван. Добро, но сега, да ги оставиме тие, значи, аргументи кои ги зборувам. Највисок аргумент е довербата од членството и од изјаснувањата на 13 грански синдикати, кои се скоро 80% од членството, и кои јасно кажуваат дека председателот Митревски е председател. Тоа е најважниот елемент. Ке дојдеме до тоа, сакам да најважниот елемент. Не ми одговоривте на претходното прашање. Зошто не прифаќате отворена дебата со Значи, ние година дена разговаравме и преговаравме со овие четворица председатели кои упорно настојуваат да го рушат Сојузот на синдикатите на Македонија. Не, вие сте разговарале, зошто пред јавноста не разговарате? Значи, дебатите се водат помеѓу членството, не се води пред јавноста. Јавноста не е таа која бира или не бира председател на Сојуз на синдикати на Македонија, туку членството на Сојузот на синдикатите на Македонија, работниците во Република Македонија го бираат председател на Сојузот на синдикатите на Македонија. Еве сте тука во студија, дебатирате со мене. Значи зборуваме вие сте излегле во јавност. Значи зборуваме за процедури и зборуваме за активности кои се поврзани со синдикатите и со синдикалното движење. Што впрочем насекаде е присутно во светот и насекаде станува за процедури кои се утврдени да се разрешуваат помеѓу членството, а не помеѓу членството и јавноста. И мислам дека навистина лошо делува. Вие сте сега во јавност. И јавност. навистина не би требало да биде пример јавноста да одлучува кој е преседател и не е преседател, туку повторно пак ќе се навратам на првата теза дека кој е преседател или не е преседател одлучувало членството во Сојузот на синдикатите. Но изгледа се плашите од нивните аргументи да се соочите јавно. Апсолутно не станува збор за плашење, туку станува збор за аргументи кои се потврдени од сите легални институции и повторно ќе ви кажам, потврдени се од членството на Сојузот на синдикатите. Но веќе следите господине Митревски еден шаблон кој се повторува во Република Македонија, а тоа е одбегнување на дебата. Значи, вие одбегнувате упорно да излезете на дебата и да ги соочите своите аргументи. Значи, самиот факт што сум денес со вас доволно зборува дека не одбегнувам дебата. Но јас не сум страната со која треба да дебатата помеѓу
инволвираните страни се води во органите и телата на Сојузот на синдикатите на Македонија, а не се води ни на улица, не се води ни пред јавноста, не се води ни во телевизиски студии. Дебатата се води во претпријатијата, дебатата се води во фабриките, дебатата се води во органите и телата, во Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, во председателството, во извршниот одбор на Сојузот на синдикатите. Но сакате сам да си ги кажете аргументите, а не да ги Значи, сочите се кажуваат аргументите таму каде што им е местото. како сега во телевизиско студио. Во председателството, во Советот и на Конгрес на Сојуз на синдикатите на Македонија. Добро, очигледно дека имаме поинаква реалност, Да. некако да. Гледаме, но не гледаме. Не, добро. Еве, да одиме понатаму. Господинот Дарко Димовски, кој вели дека е ВД председател на Сојузот на синдикати и вели дека вие сте разрешен председател, вели дека тоа разрешување е направено сосема легално, дека се гласани 28 советници и дека тој ги има сите тие советници со име, со презиме, сите тие се упишани дента кога гласале, сите тие примиле дневници, на сите им се исплатени патни трошоци и тој вели дека се е легитимно и дека вие сега одбивате да примените една легитимна одлука на Сојузот на синдикати, која е направена според статутот на синдикатот. Значи, покрај овие наводи за кои што зборував дека се резултати на кривични дело, вклучително и лажното представување на господинот Димовски, очигледно, според ова што ми го кажавте, направил уште едно кривично дело. Зборувате дека исплатил дневници, зборувате дека некаде биле собрани единствено место, каде што може да се исплатат дневници за советниците, каде што можат да се повикат советниците врз основа на повик на председателот на Советот, а председателот на Советот е и председател на Сојуз на синдикатите на Македонија, е Сојузот на синдикатите на Македонија. Очигледно дека станува збор, значи еден друг упад кој еве првпат го слушам дека и финансиски и дека биле исплаќани дневници. Тоа веќе отвора уште една дилема дека дополнително таа група со подкупување или со нешто правење со некоја група се обидувала дури на ваков начин да издействува одредена фалсификувана исправа. Тоа значи дека за одржување на Совет претходно се одржува постапка, постапката се реализира во гранските синдикати, постапката е поврзана со одлука на председателството дали има одредена постапка или дали ќе има одредена постапка за разрешување. Таква постапка немало, тоа го кажав неколку пати врз основа на изјаснувањата, што значи очигледно дека станува малку подлабока цела оваа работа, посебно после ова што го слушнав, дека биле исплаќани и финансиски дневници и некакви други финансиски средства. Дали постапката која опишува господинот Димовски, каде што 28 советници гласале за ваше разрешување, да предпоставиме хипотетички, еве дека било така. Вие велите дека не било така, тој вели дека било така. Дали самата постапка е според статутот на синдикатот? Апсолутно Ако било така. Не е постапката според статутот, согласно статутот на Сојузот на синдикатите на Македонија, постапката, доколку станува постапка за разрешување на одреден носител на функција, истата постапка се реализира врз основа на расправа која ја води председателството. Доколку утврди председателството дека има одредена основа за отпочнување на таква постапка, таа постапка се враќа во синдикатите. Од кога синдикатите ќе разговараат за таква постапка, во тој случај повторно таа постапка оди до председателството, за да председателството врз основа на одлука отпочнува постапка дали тоа ќе биде реализирано на Совет. Ништо од ова не е реализирано и впрочем пак уште еднаш ќе ви повторам и веројатно 100 пати го повторивме дека 13 грански синдикати јасно кажале дека немало никаква постапка и дека советниците воопшто не биле. Ние одржавме седница на Совет, тие советници и таму потврдија дека не биле на никаква седница на Совет, што значи станува збор за фалсификувана исправа, а дека станува збор за фалсификувана исправа, потврдено се и со овие најнови изјави и од страна на министерот со поништувањето на решението, каде што е докажано дека ниту имало постапка, ниту бил почитуван статутот на Сојузот на синдикатите на Македонија, ниту пак била реализирана таква седница. Станува збор за обична фикција, за обична желба на некој од тие председатели на грански синдикати, кои патем речено упорно реализираат определена активност со цел да не се сврти вниманието кон нив. Значи, Пеце Ристевски, председател на СИЕР, моментално има 66 години.
Председателот Пецо Груевски има 64 години и неколку месеци. Председателот на Агросиндикат има 63 во 64 години Тој скоро. некој беше нападнат пред некој ден? Значи, станува збор за една група која со цел да не биде свртено вниманието кон нив, до најдобро е да биде свртено вниманието кон некој друг. И уште повеќе, уште еден факт. Значи, тие председатели на грански синдикати не испочитувале одлуката за финансирање. Затаиле огромна количина на средства од членарина кои ја добивале од синдикалното членство. Агросиндикатот само за 2015 и 2016 затаил членарина во висина од 2.587.000, СИЕР затаил членарина во висина од 4.682.687, УПОС зател членарина во висина од 4.368.000. Зател членарина не ми 3.300.000 не уплатил членарина која ја прибрал таа членарина од своето членство и која според одлуките за финансирање треба да биде уплатена во Сојузот на синдикатите на Македонија, односно некаде околу 15 милиони тие 14 грански синдикати. Сојузот на синдикатите на Македонија, извршниот одбор и комисијата за финансирање и председателството, вклучително и нивното членство, јасно ги прашува каде отишла таа членарина, за кои цели ги потрошиле тие средства, Добро, зошто не ја уплатиле таа Вака членарина. ги посочувате синдикатите кои очигледно не ве поддржуваат. Што е со тие синдикати гранкови кои ја поддржуваат? Сакате да кажете дека е платена членарината од сите редовно? Значи, членарината редовно се разгледува од страна на комисијата, таму каде што има одредени отстапки, таа комисија и председателството реагира и веднаш упатува определени укажувања зошто не е тоа направено. Укажувањата, доколку бидат објективни, во тој случај можно е да се направи пролонгирање или одредено рекомпонирање на членарината, но кај овие синдикати тоа не е случај. Станува збор за синдикати. Што е со другите, не ми кажете? Значи, станува збор за уплатување на членарина од Дали другите ви платиле, тоа ве прашав. Па тоа кажувам. Па Значи, не ми тоа кажавте. Па тоа кажувам. Вие ми дека објаснивте платиле. процедурата. А ми кажувате дека платиле? Платиле согласно одлуката. Сите си ја навремено си ја поддржуваш Навремено членарината? според она што ви кажував каква е редовната процедура. Добро. Имаше еден настан кој исто така беше повторно го сврте вниманието, тоа е она интервенција за отстранување на членовите на синдикатот од просторите на ССМ, значи насилна интервенција. Кажете ми, кој тоа упадна доцна навечер, доцна наутро и на сила ги исфрли, значи синдикалците од Сојузот на синдикати. Значи се работи за синдикалци кои се во зградата на Сојузот на синдикати и некој на сила ги исфрли. Кој е тоа? Бидејќи тие велат биле маскирани, не биле обележани. Значи, во делот на групата на фалсификување на исправи, очигледно таа група сака да прави фалсификување на вистината. Тоа е докажано и прашањето требаше да го поставите што претходеше на таква една активност. Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, најнапред председателството на својата седница одржана на 26. 12. а потоа и Советот на 28. донесе одлука за исклучување на тие синдикати, точно поради овие причини кои ги наведов. Од една страна, непочитување на одлуките на статутот, на програмата, на целите, од друга страна, неуплаќање на членарина, обид за рушење на единството во Сојузот на синдикатите на Македонија, што резултираше со донесување на одлука за исклучување на овие синдикати. Оваа група на одредени луѓе кои впрочем не сакаат да ни да ја примат таа одлука и да се соочат со реалноста дека насилството во Република Македонија не може да се толерира, дека станува збор во Република Македонија за правна држава, уште повеќе за синдикално движење кое не може да почитува нарушување на јавниот ред и мир, во вечерните часови на 4. во 23:30 часот, најнапред Дарко Димовски, а потоа група од 20 на лица, насилно влегоа во зградата на Сојузот на синдикатите на Македонија, отстранувајќи ја чуварската служба и окупирајќи ја зградата, која окупација траеше некаде до 5, каде што забранија влез на сите грански синдикати, забранија влез на кабинетот на председателот, забранија влез на секретарот на Сојуз на синдикати, на председателот и на поголемиот дел од 13 грански синдикати, ценејќи дека на тој начин вие запосенале и
од кога увидоа дека решението на техничката министерка Ревенски е поништено, се обидува на еден насилен начин да запоснат зградата. Добро, но кој... на сојузот не на ми одговарате, синдикатите. кој упадна да ги Ќе ви исфрли? одговорам, значи, ние интервениравме во полицијата со цел да се обезбеди можност за нормално функционирање во зградата. Таа зграда беше окупирана. Во таа зграда, значи, моментално работи и функционира ректоратот на Универзитетот Мајка Тереза и од тие причини, значи, побаравме нормално реализирање и функционирање на зградата на Сојузот на синдикатите на Македонија. Побаравме тоа да биде реализирано од надлежни органи и од службите за обезбедување кои ги има Сојузот на синдикатите на Македонија и од предпријатието кое е надлежно за обезбедување на зградата, односно шумочуварската служба. Со оглед на тоа што не можеше да се обезбеди и со цел да спречиме одредени инциденти кои очигледно сакаше некој да ги испровоцира, ние преку влегување најобично на врата со службата за обезбедување. Зошто не можело да се обезбеди полициска асистенција? Значи, Зошто полицијата не реагирала? Значи, полицијата беше присутна кога се реализира оваа А активност. зошто полицијата не го направила тоа? Току служба за Значи, имаме обезбедување. служба за обезбедување, полицијата може да интервенира само во случаите ако е нарушен јавниот ред и мир. Значи, во конкретниот случај не беше нарушен јавниот ред и мир и од тие причини не интервенираше, односно ние врз основа на она што го имаме и како клучеви и како служба нормално функционира. Која служба за обезбедување? И сакам, значи, уште еднаш да демантирам дека имало некако физички напад, дека имало некакво насилство, впрочем и од записите кои ги има Министерството за внатрешни работи, јасно се потврдува и се покажува дека во тој момент немало никакво насилство. И навистина премногу лаички е, или да не речам детски, изигрува цела таа состојба во она што сакаше да бидеисценирано, како наводно господинот Дарко Димовски бил нападнат, како завршил во травматологија, а утредента во вашата телевизија не само што даваш изјави, туку беше и на интервјуа, што значи човек Добро, ако имало завршил многу такви случаи, во травматологија, ако заврши, значи во најмала рака повеќе од 24 часа не може да се движи. Не мора да значи тоа, имало и други такви случаи. Значи така да зависи од станува повредата. повторам, значи станува збор за обиди за дискредитирање на работата на Сојузот, на председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, односно оркестриран упад со цел да се постигнат три Добро, цели. видите, Со сега цел да се постигнат три И цели. вашата одлука за нив е насилство. Они велат дека они легално ве разрешиле, вие не прифаќате да бидете разрешен Значи, председател. немате аргументи. Сега вие носите друга одлука која они исто така не носиме ја ние друга прифаќаат. одлука, носат значи соодветните органи врз основа на И они постав- велат дека таа одлука е нелегитимна, не ја прифаќаат. Одлука носи Конгресот и одлука носи мнозинството од членство на синдикати. Тие велат Значи, дека не е- тезата постојано која сакате во моментот да ја наметните, не може да биде прифатена во основ на ова што ви кажувам, дека членството е тоа кое бира или разрешува Не, јас да председател појаснам, и не бира 10 или 12 луѓе или 13 луѓе, туку тоа го прави Конгресот, каде што повеќе од 100 нешто делегати едногласно го избра Јас за да председател појаснам, Сојузот на синдикатите. Јас не се обидувам да наметнам теза, туку поради тоа што вие одбивате да дебатирате тука со нив и они да ги кажуваат овие аргументи, јас се обидувам да ги кажувам нивните, за да ги артикулирам. Инаку јас тие не се мои тези, значи јас на истата теза Јас се дека обидувам само да дебатата бидам се води во фабриките, дебатата се води со работниците, дебатата се води во органите и телата на Сојузот на синдикатите на Македонија и дебатата се води на избор на председател на Конгрес на Сојуз на синдикатите Добро, на Македонија. ајде да ја видиме изјавата на господинот Дарко Димовски, дадена во студиото на 24 вести, по тој упад во синдикатите, каде што тој тврди дека бил нападнат, па ќе продолжиме со разговорот. На тој Божик се слушна гласот на работникот, им се спротивставивме на несиндикалните работници во синдикатот, кои го владеат више 6 години, тоест на разрешениот Живко Митревски, но тој како што видовте со еден вандалски чин да не острани, изнимувајќи рекетари во црни спетфајерки со маски на лицето, не острани од зградата, а ние не пружавме отпор, бидејќи ние сме само обични работници кои што се го браниме имотот и сакаме да останеме во синдикатот. Сигурно дека е целата работа до Живко Митревски, неговото делување, до неговото несиндикално делување во синдикатите на Сојузот на Македонија.
он не се раководи ниту по една одлука на нашето председателство или на совет. Своја глава си ги носи одлуките, без да праша никај, фалцификувајќи извештај од седници, каде што прикажува дека има мнозинство, а нема мнозинство. Ние ќе се побуниме, он рече да, добро, си продолжува понатаму. И единствено решение беше на 13.11 да се собереме, тоа да се собере советот и да го разрешиме. Се покажува дека синдикалец не е, све изгубиме покрај него. Поштувајќи од регресот во приватниот сектор кој беше задолжителен со 40% од просечната плата на ниво на стопанство. Он дојде, потпиша да биде од 0 до 40% да може да се манипулира со процентот на регрес. Во зависност од профитабилност. Сабота треба направи од обичаен работен ден. Порано се плаќаше, се знае, со коефициент од 1.35%. Да, се враќаме во студиото. Еве, господине Митревски, да беше тука Дарко Димовски. Он, гледате, вас ве обвинува за фалсификат, пак ќе ги соочевте фино аргументите, ќе видевме. Но, добро, не е важно. Сакав да ве прашам да се вратиме повторно на Агенцијата за обезбедување. Велите дека агенција која, дали е тоа агенцијата Синак, која има договор за обезбедување на синдикатот, или е друга некоја агенција? Значи имаме договор за обезбедување и предпријатие кое го врши обезбедувањето. Така да и Синак и Сојузот на синдикатите на Македонија обезбедувањето го вршат со проценка. Дали може шумочумарската, односно чуварската служба на Синак може тоа да го прави, или пак поради зголемениот обем на работа, тоа ќе го прави со друга агенција за обезбедување. Добро, во овој случај која агенција интервенирала? Па значи треба да се обратите и во Синак и ќе бидете информирани за која агенција. А зошто вас ви е толку од прилика и значајно која агенција? Па, значајно е затоа Значи, што ако станува упаднале збор луѓе за- кои биле маскирани, господине Значи, Митревски. немаше кои не биле никакви обележани, маскирани кои луѓе, не ви биле кажувам, обележани. значи можете да се обратите до записнички до Министерството за внатрешни работи, постои запис каде што сите лица кои учествуваат таму беа легитимирани, беа покажани соодветните документи кои се тие лица, начинот на кој беше влезено, односно ви кажувам дека тоа беше најкултурно влезено со клучеви, значи оној кој раководи со зградата вообичаено си влезе, значи немаше ниту некакви насилни средства употребени, ниту пак она што го слушам меѓу медиумите дека станувало збор за рекетари, туку станува збор за процедура која е вообичаена во сите Господинот Дарко Димовски вели дека не биле обележани, немале ознаки, биле маскирани. Значи господинот Дарко Димовски може да зборува се и се што, и го гледам по телевизија зборува се и се што. Очигледно дека има поголем број на желби кои за жал не можат да се реализираат ако за тоа не добијат. Знаете зошто ве прашам, сега ќе ви појаснам. Вие ми кажавте зошто ми е важно. Според Законот за приватно обезбедување, доколку агенција за работници на обезбедување го вршат во работна облика. Вика работникот мора да има соодветна ознака на правното лице. Правните лица кои вршат приватно обезбедување се должни да обезбедат работна облика за работниците и соодветна ознака на правното лице. Ако вие што упаднале, не биле обележани соодветно, ако тие ги немале обележјата на таа приватна агенција за која вие велите дека била ангажирана, тогаш тие, господине Митревски, се рекетари. Значи, тогаш не е постапено согласно законот. Ќе се надоврзам на тоа, станува збор за соодветна процедура која е утврдена согласно законот. Полицијата која беше присутна, значи беше присутна да спречи елиминирање на несакани последици. Прво што направи полицијата беше легитимирање на сите тие лица кои беа присутни. Легитимирањето беше на најсоодветен начин со покажување на соодветни легитимации, соодветни значки и соодветни ознаки. Со тоа беше завршен цел тој процес, така да инсценирањето и правење на одредени афери, мислам, во секој случај паѓа во вода со оглед на тоа што се беше легитимирано и верификувано. Добро, имавме уште еден населен инцидент за кого исто ќе зборуваме, но пред тоа да направиме една кратка пауза за реклами и се враќаме во студиото.